дека има многу актуелни теми, како што е реализацијата на пролетата сеидба на оризовата арпа, исто така и на сончогледот и другите пролетни култури, но решивме овој пат емисијата да ја отвориме од уште еден потенцијал кој што, за жал, можеби е недоволно искористен, а тоа е аквакултурата или рибниците кои што ги имаме низ Македонија. Македонското поднебје, сите услови, вредните луѓе кои што работат во земјоделството можат да дадат многу повеќе од она што го имаме сега на македонската трпеза во однос на понудата на овошјето, зеленчукот, рибата, месото, млечните производи и се она што всушност може да го даде македонското поднебје. Аквакултурата е една од нив, а за незе ќе стане збор на крајот на емисијата и мислам дека рибата како продукт, производ кој што треба да биде во човековата искрена еден од најважните. За жал ќе видите дека има повторно разлика во цената на она што производителот ја нуди, односно ја продава рибата и она што ние го купуваме на нашите пазари. Сега во моментот во јавноста многу се дискутираше и во однос на цените на овошје. Клучно е дека во Македонија, за жал, во овощарството ќе имаме помали количини на она што значи јаболка, праска, кајсија, да не ги набројуваме сите производи. Мислам дека во изминатите емисии видовте доволно. Сите региони речиси ги посетивме, за да видиме што направија ниските температури во делот на измрзнувањето. За жал, земјоделците се уште чекаат во одделни региони на она што значи проценка од комисиите. Речиси секаде е направено, но сепак она што можеме да го кажеме од законот и она што државата може да направи обештетување, а дали има доволно средства и тоа е прашање, ќе се чека малку подолг период додека да ги добијат свој средства. Најмногу апелираат овощарите од Преспа, бидејќи тие изгубија речиси се, а можеа да добијат и до 150 милиони килограми јаболка. А сега не знаеме колко количество ќе се добие, а девизниот прилив од јаболката знаеме колкав е. За жал, повторно голем дел е индустријско јаболко, но оваа тема навистина заслужува внимание и верувам дека ќе посветиме во наредните емисии да видиме како се одвива обештетувањето. Исто и во Росован и Сирково во Праска велат дека ќе нема дури во оние рископланински делови каде што е малку на повисока надморска височина. Сликата за македонскиот аграр говори дека потребна е стратегија, потребна е целна група, потребна е програма за да се знае и како да им се помогне на земјоделците, но и она што можеме да го произведеме, како да ги стимулираме производителите да имаат многу повеќе производство, а ние потрошувачите да имаме поевтини цени. Сега во моментов се зборува за над 1300 денари за килограм цреши, а ние добивме информација дека тие цреши се увоз од Иран. Имаме бостан од Израел. Значи, како може тие држави да дојдат до македонските пазари, а нашиве производи не може да дојдат до тие пазари, например, знаеме дека арапскиот свет, Египет, доста бараат јаболко, особено црвениот делишес. Значи, потребна е поголема стратегија, потребно е исто така и повеќе работа на владата, за да си договори за трговија дадат и до конкретни резултати, тоа го бараат производителите. Актуелни теми има многу во земјоделството, иако можеби има уште време, но наскоро ќе стартува и секако жетвата на јачменот најпрвен, па на пченицата, а се уште немаме никакви информации по која цена ќе се откупува пченицата, кои се трошоците, колку е цената на чинење, а неизвестноста и кај оризовата арпа и натаму продолжува, бидејќи иако вода е пуштена, има редукција. И колку тоа ќе биде, дали ќе има доволно и за овчеполието, останува да видиме. Но на самиот почеток за актуелните теми во македонскиот ан. Останете со нас. Цената на овошјето се вивна до небо во пресред на летото. Килограм цреши се продаваат од 1000 до 1300 денари, и тоа во зависност од каде се увезени. Нашиот род речиси нема да го има. Освен црешите, поскапе и кесиите и праските. Едни се продаваат по 655, а други по 559 денари за килограм. 1350, тоа е 5 кг месо што се вика за цреши. Све е скапо, немам зборови што да кажам. Вообичаено скапо. Кој има пари не се скапи, кој нема скапи се. Земјоделците велат дека годинава тешко ќе има домашни праски, кајси и цреши, овошје кое најмногу се одгледува во Велешко-Кавадаречко-Неготинскиот регион. Пролетниот мраз и снег го уништиле родот од 80 до 100%. На првото мрзнење имаше
мрзнење околу 70%. Пониските, кај што беше пониско покрај реката нема ништо, тоа е 100% уништено. А високото има па 80% останато од праската. До сега од земјоделците се пристигнати стотици пријави за штета. Овоштарите предупредуваат дека овоше и годинава нема да има доволно ниту од увоз, затоа што мраз и снег имало и во регионот. Оно овоше конкретно кој ќе влезе во Македонија ќе се продава по цена од 1300 денари за килограм. Зошто се случува ова? Поради лошите климатски услови. Само минатата година во Македонија најмногу овоше влегло од Албанија и тоа 172.607 килограми. Неговата вредност била 141.365 евра. Но сме увезували и од Бразил, Аргентина и Чиле, а кајси, цреши, вишни и праски сме набавували и од брегот на слоновата коска. Кајси сме внесували од Албанија, Шпанија, Грција, потоа од Молдавија, Србија, Турција и Јужна Африка. Паметно земјоделство, нова технологија која што ќе врши заштеда и во употребата на хемиските препарати и во она што значи работна сила. Се помалку ја имаме во македонскиот аграр. Еве, веќе гледаме дека на голема врата влегува нова технологија. Конкретно станува збор за дрон, кој што овозможува да се третира. Друга предност е кога не може да се влезе во воштарникот или во другите насади во лозјето, тогаш се заглавува нормално со тракторот поради влагата, на овој начин се решава лесно прашањето. Дигитализацијата исто така навлегува во делот на она што значи софтверски податоци за мапирање на самата површина, тоа се врши со оној дрон и сето тоа искалкулирано заедно дава финансиски резултати што значат заштеда во земјоделството, а секако и поголем профит и рентабилно производство. Овој проект е поддржан од Европската Унија преку Македонската развојна фондација на предпријатијата, конкретно кај земјоделците. Да видиме за што станува збор. Максимализирање на приносите и приходите преку воведување на беспилотни летала во производството на храна. Модернизацијата започна. Нашата организација во партнерство со Хемера и ЦЕП можности започна со спроведување на проектот кој што е наречен Агросмарт кон развој на модерни и одржливо земјоделство, кој што е финансиран од Европската Унија, проект кој што има за цел да го поттикне пред се процесот на модернизација во земјоделието, но и да ги поттикне земјоделците да размислуваат малку повеќе во однос на здружувањето. Во периодот во 2024 година беше објавен повик за финансиска помош пред се на земјоделски компании и земјоделски задруги со цел да набават опрема која што е софистицирана, модерна и која што ќе им помогне во процесот на производство со цел зголемување на ефикасноста, но и да извршат промена на начинот на кој што испроведуваат процесите во земјоделието. Со проектот Агросмарт купно беа поддржани 11 земјоделски задруги и компании кои што нудат услужни дејности во делот на земјоделието. Ние сме грантисти на проектот Агросмарт, кој што е финансиран од Европската Унија, а спроведен од страна на МРФП. Во рамките на овој проект, кој што е со наслов максимизирање на приноси и приходи преку воведување на мултиспектрално и топографско мапирање на земјоделски посеви и шуми, набавивме вкупно 3 дрона, од кои што едниот дрон е за мултиспектрално снимање, вториот дрон е за топографско мапирање и трет дрон со термална камера. Поточно работиме во областа на вибрационата спектроскопија. Имено во оваа област веќе имаме голем број на резултати добиени за проценка и на природни производи.
со тоа што оваа идеја ни е за да направиме едно поголемо унапредување и пренесување на овие техники со беспилотни летала. На тој начин сакаме да извршиме мапирање и проценка на природните ресурси во шумите и пасиштата низ Република Македонија, со тоа што ќе се овозможи проценка ресурсна на сите природни ресурси кои што се достапни, а не се искористени за со цел нивно искористување. Најмногу сме насочени кон медицински ароматични растенија, на оние плодови кои што имаат висока цена, како што се боровинката и смреката и кои што се моментално доста барани. Овие дронови наоѓаат широка примена во однос на зголемување на ефикасноста на процесот во земјоделското производство, пред се намалување на користењето на вода, прецизно прскање со препарати, односно намалување на загадувањето на животната средина, бидејќи знаеме дека во многу случаи денеска, доколку се појават штетници на посевите, најчесто земјоделците знаат и да ги прскаат и целите ниви. Но со прецизното земјоделие, односно со користењето на овие дронови, ќе може да се аплицира препарат точно на утврдена локација преку автоматизиран систем со GPS координати. Така ќе придонесеме и намалување на употреба на хемиски препарати, намалување на употреба на вода. Замислете земјоделец со големи површини од 50 хектари, колку хемиски препарати и вода би требал да искористи доколку не располага со ваков тип на опрема. Ќе има и големи заштити, но големи придобивки и за земјоделците, но и за животната средина. Придобивките кај на земјоделците тоа што со дронот може во било кое време да се влезе во нивата, веднаш после дожд, не мора да се чека да се исуши, не се гази посевот, каде што се заштедува отприлика од 5 па повеќе проценти на посевот. Исто така и прецизно се нанесува според GPS координати, се мапира теренот и автоматски дронот памти каде испрскал, каде не испрскал, така да било која активност да се прекине поради некоја потреба, може после следниот ден или покасно да се проложи од каде што завршил претходно. Така да точно дозирањето на вода и на течности се знае, намалена е потребата од вода и од пестициди поради начинот на нанесување со дронот е прецизен и ефикасен. Скенирање со мултиспектрална камера од дрон и третирање со дрон, како што е овој позади мене. Тоа е DJI T50 кој има носивост од 40 литри, доволно за да покрие 50 на хектари можеби на ден. Овој дрон, заедно со мултиспектралната камера, се набавени преку Агросмарт проектот, спроведени од Македонска развојна фондација на предпријатие, а финансирана од Европска унија. Практично е активност која бара спремање и предпазливост. Затоа и ние го понудивме на земјоделците како услуга, која што може они да ја платат за било која нивна површина, дали е тоа лозов насад, житна култура, овоштарници. Така да, оно што земјоделците треба да го дадат е локацијата, средствата се од нивна страна. Се знае точно дронот каде поминал, колкава ширина на линија е помината, дронот се врти од другата страна и продолжува на следниот дел од нивата да го расфрла. Така да точно си е по GPS одредено колку килограми или литри да isfрли на хектар. Со тоа се подесува сами брзината, ако се испушта повеќе, ќе оди поспоро, така да може и големината на капките да се менува од 50 до 500 микрони. Овие се центрифугални прскалки, така да и прашкасти или течни не доведуваат до запушување на прскалките. Се уште трае проектот и прилично сум задоволен од заинтересираноста на земјоделците, иако повеќето се скептични и го сметаат за ризик. Меѓутоа, оние што проба и веќе третиравме кај земјоделците,
тие видеа дека има ефект и е поефикасно и е полесно и на некој начин се заменува и работна сила, немаат потреба од дополнителни луѓе за некоја активност да се заврши. Скоро третиравме кај еден земјоделец житна култура, оно што он го гази со тракторот за да го испрска кај житото е од прилика 5%. Оно што треба да го плати за да се третира со дрон е истата таа цена што он веќе ја заштедил за да не ја изгази. Така да, оно што гледавме да биде сумата што треба да ја одвои некој земјоделец да биде еднаква или помала од оно што до сега го одвојувало за третирање или пак како приход што го имало на крајот од годината. Варира цената зависно од културата, од големината на посевите, се разликува од расфрлање на зрнаста прихрана, житна култура, лозов насад, скенирање на посевите, на локацијата. Се движи цената од 20 па до 65 евра по хектар е тоа. Вршиме исто расфрлање на зрнаста прихрана, така да може и на семиња, без да има потреба од покривање или дополнителна активност, може да се врши. Исто и при скенирање, ако видиме дека некој дел е повеќе зафатен од плевел или му треба повеќе прихрана, може да се зголеми таму количината на испуштена хемикалија или средство за прихрана, а тоа онаму каде што немаме потреба да го намалиме и со тоа да направиме некоја заштеда на вкупната површина. Сите дронови кои што ги имаме добиено во рамките на овој проект и како можат да бидат искористени и во земјоделската фела, односно за проценка на состојбата на посевите, технолошката зрелост на посевите, како и потреба од дополнително наводнување, прскање со пестициди и така натаму, и одредување на технолошката зрелост кога е најпогодно за да се добие најдобар квалитет. Во лозарството и овоштарството генерално може да се искористат овие дронови за проценка на технолошката зрелост за да се заштеди на време и да се обезбеди најдобар квалитет на плодот за негово собирање. Прихрана во езера може да се врши, може шуми да се прскаат, така да може различни примени да има во земјоделието, во шумарството, во било кое. Преку смарт проектот или преку паметното земјоделство, покрај тоа што се обезбедија дроновите и другата опрема, се работеше и на едукација, но и како да се употребат добиените податоци. Денеска се собравме тука за да ви покажам еден наш принцип на работа, како создаваме успешна мапа за апликација на пестициди со капацитет од 10 литри. Првин, за да можеме да добиеме квалитетна снимка од самиот лешников насад на господинот Моме, првин треба да се направи визуелна инспекција. Односно, колку што можеме повеќе да прошетаме, да видиме со наше око дали има таму пречки, дали постојат некои бандери, дали постојат далеководи кои што може да го загрозат самото летање на дронот. Обично не се препорачува летање на дронот во близина до 100 метри од далеководи или некои високонапонски пренесувачи на струја, бидејќи може да влијае во самото електромагнетен систем на дронот, да настанат пречки при комуникација, пречки во сензорната апаратура и се има случувано дрон сам по себе да падне и да го скрши. За создавање на мапа покрај визуелна инспекција користиме Mavic 3 Multispectral, кој што е веќе моментално поврзан со 32 сателита, кои што ни даваат добра прецизност, можеби ќе имаме офсет на самата траекторија или отстапување на самата траекторија до половина метар, што во случајот на земјоделството тоа не представува проблем. Зошто е важно голема прецизност? Бидејќи снимката која што ќе биде направена директно врз таа снимка ќе биде направено и траекторијата на летање на L10-ката. Направена е граничник на самата парцела на Моме. Ќе снимаме со резолуција од 5 см пиксел на висина од 108 метри. Законски е дозволено до 120 метри според Агенцијата за цивилно воздухопловство. Имаме вклучено и мултиспектрал. Мултиспектрал се користи повеќе за
осознавање на степенот на здравјето на самиот насад, но бидејќи кога го летаме дронот, секогаш се трудиме да извадиме што е можно повеќе податоци за да си ги имаме кога ќе се вратиме у канцеларија, за да можеме да обработуваме покрај резолуцијата, за да имаме успешна создадена фотографија од самиот лешников насад. Треба да создадеме ортофотографија со помош на географски информациски системи. Тоа е софтвер кој што возможува прилепување на самите слики со точни географски податоци за да добиеме една целосна слика од насадот со висока резолуција, односно со резолуција од 5 см пиксел. Треба да имаме преклопување од 80% странично и фронтално да има преклопување на сликите од 80% за да му добиеме на квалитетен сет на податоци. Го вклучуваме дронот. Дронот е веќе вклучен, имаме позиција home point, имаме позиција за слетување, ова ни е дефинирана позиција. Дали при завршување на самата мисија, дали доколку имаме лошо време или без разлика какви немаме батерија, секогаш home pointот е запомнет и дронот се враќа на ово место. Овие се праволиниски, се проверуваат, како например која е висина максимална да лета, кога да се врати, во какви случаи, доколку имаме пречка, што да направи дронот, дали да закочи, дали да ја избегне пречката или воопшто да нема obstacle avoidance. Се проверуваат овие податоци. Започнување на летот покрај визуелната проверка ги тестираме прскалките. Оваа прскалка е една од по-новите методи за апликација. Значи, користи центрифугална сила за кршење на самите капки и добивање на микронски димензии. И со помош на степенот на вртежи можеме да одредиме дали сакаме од 200 микрони, 60 микрони или пак 500 микрони да имаме. Да се истестира неколку пати за да можеме да ја направиме она соодветна мапа. Кога ќе се направи мапата, оваа мапа е еднаш за секогаш и може да се користи секогаш кога имаме потреба од прскање. Имаме симулација на, немаме батерија или потрошено средство. Мисијата е стопирана. Од моје искуство секогаш вртам со предниот дел од дронот и доколку е можно рачно, доколку не е можно return to landing или return to home на DJI, и самиот дрон да си дојде. Но јас секогаш предпочитам да мануелно да го донесам дронот, бидејќи секогаш фаќа права линија од моментот на стопирање. Можеби тука имаме бандера, не е регистрирана, да не направи проблем, така да го носиме дронот на чисто и тогаш го или пуштаме return to home или пак мануелно го слетуваме дронот. Еве ги двете прскалки, можете да видите како убав витраж прави. Сите овие капки можат да идат нагоре. Што понежно слетување, тоа е подобро за долговечноста на самиот дрон. Мисијата што ја започна овие млади, но сега веќе експерти во оваа област, продолжува, надевајќи се дека земјоделците правилно ќе ја разберат предноста од новите трендови, модернизацијата, но и нивното здружување. Со поголеми парцели и ефикасноста е поголема, помалку трошоци и се добива профитабилно земјоделство. Повеќе храна и квалитетна и поевтина. Тоа е заедничката цел. Во Македонија аквакултурата веќе можеме да кажеме
кажеме дека представува и наука и пракса, каде што имаме успешни резултати во производството. Се повеќе сопствениците се усовршуваат во она што значи обезбедување на подмладок, преку икра и така натака. Проблемот го насочуваат во летниот период, кога знаат протечните води да пресушат и да нема доволен капацитет. Овој рибник во село Модрич се наоѓа на самиот пат од Струга кон Дебар, во непосредна близина на селото, каде што имаме чиста вода. Ова е сопствена инвестиција на еден наш љубеник во природата и кој што потекнува од овој крај, од Швајцарија, се вратил и пред многу години го изградил овој рибник. Има проблеми, но во секој случај љубовта кон татковината, кон родното огниште го влече токму во овој дел и, како што вели самиот, уживам во оваа природа. Милиарен бизнис. Се води на жена ми, Нада Добреска, а јас сум помошни работник. Историјата на рибникот е долга. Рибникот го направи со желба да се вратам што побрзо. Ама имав едно 5 години имав застој, поради водостопанска дозвола не може да добија. 24-5 години добив дозвола, го изгради рибникот. Но меѓувреме децата си порасте, сами се одлучуваат кај да одат на работа. Уште сум во Швајцарија, поголемиот син е инженер, помалиот син е виша медицинска. Ова река е Модричка река, а планината е Јабланица. Врвот е Радуч 2083 метри надморска висина. Водата е чиста, но не секогаш. Не секогаш многу проблеми прават тие од камионите од шумското. Врват по патот и водата се матни. Речеме некогаш и по неколку дена е матна. А што ми е матна водата, рибата не јади, има во тоа е проблемот. Летно време намалве, многу намали од водата. Капацитетот според количината на водата, околу 25 тони може ти појќе, но не дозволуваат условите. Базенти имам 3 и 8 и 11, 19 базенти имам. Со собствено мресилиште. Околу 1 милион икра. Моментално имам калифорнијска, виножитна, калифорнијска и жолта. Но жолтата многу слабо се троши. Понапред чував и речна пасарка, но многу слабо се трошеше. И сега чувам за собствени потреби. Икрата е за собствени потреби, а подмладокот имам право за продажба. И понекогаш продавам. По рибарниците по 300 денари, 320 денари, таа е со црвено месо. Пошто имаме со црвено месо и со бело месо. Во што е црвеното месо? Црвено месо е до друга храна. Од 250 грама ги храниме со друга храна и добиваат црвена боја, добива месото и е многу повкусно него таа со бело месо. Разликата рибарницата со субвенциите не баш добро, не баш добро. Многу бараат закачки, многу не докажат, не појаснати ствари во што е причината. И за субвенциите се делят под маса. 2 години се конкурирам. Нити кредит неам зедено, побарано. Ова година патеките ми беа оштетени од мразот, ги обнови патеките, моментално ништо не е обновена, нема потреба. Се уште не сум вратен. Секоја година велам идната година, а никако да направам задниот чекор. Убаво е, само тешко за работници. Многу тешко за работници. Сите работници ми се стари, пред пензија, младите не доаѓаат, како и во цела Македонија, сите сакаат да искочат надвор од државава. Ова село имало сигурно 5000 грла овци, сигурно 200 грла говеда имало. Ама моментално имат четворица, јас сум 5-тиот жител во Модрич.
Каде е поарно, Швајцарија или Македонија? Многу подобро овдека, многу подобро. Особено Модрич. Јас имам куќа во Браништа, ама еднаш месецо ако преспијам. Што ми е куќата горе и црквата е околу 900 метри надморска висина. Албанска граница, тука е Дренок, ваму е Луково, со ними што граничиме. Имат проблеми многу со тие од шумското. Многу демократци се поимане, ево баш сега имате едно 3 дена, нека акција, огромна количини дрва најдени горе. Спремени за крадење. Во Швајцарија нема вакви рибници, многу. Рибата е таму доста скапа. Речеме, таму е рибата, кило е 25 евра. Кило риба. Кило, да. Да, свежа риба. Македонија може дека Швајцарија, ама ако дојде швајцарците овдека, македонците не може да напред. Народот е прави државата, а не да ви прави државата луѓето. Една година дојде еден мој предпоставен работа од Швајцарија и ме прашат зашто го напушти Модрич. Ја му кажав дека нема услови за живот. Не може да се живее, абе човек не може. Ќе падне снег, ќе го чистат, не го чистат патот, не го чистат. И не може нити јас него да го разумедам, нити тој мене. И ми вели, знаеш што рече, ова село да е во Швајцарија, ти не можеш да живееш во ова село. А зашто цело време били може? Овдека ќе живеат најбогатите луѓе ќе живеат во ова село. Македонскиот непокор за кој што сведочи оваа круша, која што како калем еве изникнала повторно, се бори за живот на 935 надморска височина, поточно во селото Модрич, дава надеж дека има можеби потенцијал, ентузијазам да се врати некогашниот живот во напуштените села, во оваа архитектура која што е карактеристична за македонските села, конкретно овдека во Модрич, во непосредна близина на Глобочица, на патот помеѓу Струга и Дебар. Ентузијазам кој што верувам дека ќе даде конкретни резултати во однос на она што значи потенцијал за рурален туризам. Убав прилог што можеби треба да го следат и останатите, веќе вакви примери имаме и ќе овозможи не само за странските туристи, туку и за останатите да вдишат од македонското поднебје и уникатноста на македонската храна. Да го видиме и овој прилог снимен во неповторливото село Модрич. Потекнувам од оваа куќа овдека и после 25-6 години работен стаж во Скопје решив дека треба на оваа куќа да и се даде втор живот. Гледајќи ги примерите во Италија, во Белгија, во соседна Бугарија. Исти дрвени куќи кои што се возобновени и функционираат, а ние нашите куќи дозволивме да пропаднат, што од имотно-правни проблеми, што од неслога, што од незаинтересираност, можеби на државата и така, па сега јас пробувам долги години, сум почетник, пионер, се трудам. Првата идеја ми беше на семејството да му оставам. Нешто пошто ќе ме паметат, да видат од кај ни е коренот и така, и они доаѓаат и сега има веќе услови да ги примам сите, да имам и внучиња и сите се осеќаат тука среќни и весели. Тоа беше примарно, а како секундарно имав мерак на луѓе од тука, посебно на помладите, што не шетале толку многу можеби по светот, да видат дека има огромен потенцијал за туризам. Благодарение и на рибникот на Митре, Добрески, а и подолниот рибник, има голем потенцијал за така едно брзо прифаќање на туристите. Рибата е свежа, квалитетна е, од чиста вода, нема да се посрамиме како домаќини и ќе ги пречекаме што е можно најдобро. Имам приправено нешто, немам користани никакви средства, се е тоа в заштита. Тоа се све остатоци од некој стар намештај, прилагоден и не е идеално, но се трудиме така да бидеме необични малку, не сакав од надвор да ја допрам што е можно повеќе куќата. Странците повеќе го препознаваат тоа, додека нашите, пошто сите имаме од некаде некоја куќа стара и
сите имаме некоја идеја, не се многу, да речам, изненадени или фрапирани од тоа што сум го направил, но секако целта е овие туристи што доаѓаат во Охрид да им се направи некоја разновидна понуда сем езерото. Куќата на Ататурк, Глобочица, Шпилје, Девар, бањите во Девар, езерото е на 25 километри, имаме планински врвови над 2000 метри, добро е за планинарите, значи имаме, понуда има, јас имам обележено и неколку патеки што беа старите патишта низ селото, ги одржувам колку што можам, но природата е немилосрдна, се враќа по своето. И тука има што да се прави, може да се нудат кајаци, интересно е за велосипедисти понапредни и така, но тоа ќе оставам на другите кои што јас како пример само ќе видам, ако продолжат ќе биде добро. Селото порано имало 120 куќи во својот најголем развој, сите се претежно оспособени туризам, но има потенцијал. Странците прашуваат дали може да се купи, но тука е имотно-правните односи не се решени, тешко е тоа да се прави, но голем потенцијал има. Има многу куќи како мојата. Мојата куќа исто беше со расипан кров, со пропаднати инсталации, сето тоа се вложил труд многу, повеќе него средства и така. Треба ентузијазам за почеток, после тоа кој ќе тргне ќе биде сигурно полесно. Сум и заинтересиран, сум пробал, сум се советувал, биле тука советници кои што дават. Мислам дека е тоа се уште тешко и не е достапно за обичните луѓе. Тоа е за луѓе кои што имаат средства доволно да ги финансираат своите средства, а после тоа да чекаат да им се врати. Таа процедура е 3-4 години и сега дали тоа се исплати и дали ние можеме тоа да си го дозволиме за поголеми инвестиции, захвати зборуваме, за помали. Па и не е неисплатливо. Мисламе дека е тежок механизмот. Имаше воденица, стара, работеше и сега е преправена на влезот во селото, исто е функционална можеби, но не личи на таа старата, малце е помодерна. Мене првичната идеја ми беше да тоа биде како рецепција на целиот хотел што би бил Модрич. Значи секоја куќа за посебни гости, тоа е голем проект. Има луѓе, има. Значи секоја куќа нешто инвестира. Млади, рачунам тие испод 30 години. Нивниот ентузијазам фали. Еве, имаме интернет, имаме секаква комуникација, значи ништо нема да им фали. Можат и да работат од тука, може да биде добро и за номадите. Еве чиста вода од 1200 метри, собствена, ја одржуваме редовно. Канализацијата е со септички јами. Ние се наоѓаме на точната страна на Јабланица. Од врвот тука Радуч се гледа и Охридско езеро. Север е Дебар, Голо брдо, местноста во Албанија граничиме со неа. Тука имаме села кои што се со македонци муслимани населени. Па тоа све се протега до Жировница и до гора во Косово. До Маврово е 40, тука оваа планина од спротива е Стогово, врвото е Стогово, другата страна на планината се Гари и Тресонче. Значи, они ако се качат на врвот, може да се мафнеме. Галичник е блиску, само не е лесно достапен. Сега се отвори нова можност со патот Руга Арберит во Албанија и од Тирана до Дебар се стигнува за 1 час по убав пат. И дали ќе ги откриеме скриените преубави качиња од нашата татковина, зависи од нас самите. А може би треба само едноставно да ги пренесеме странските искуства, да го заштитиме родното огниште. Еве што значи природа и борба за живот. Ја видовте оваа прекрасна пастрмка која скокна, најверојатно понесена од интуицијата што значи да се бори во природата. Рибников е направен со многу љубов, верувам дека натаму и ќе продолжи, но дека може и да се опстои, еве доказ, а се поголемиот број на рибници кои што ги имаме низ Македонија, говори дека ова риба која што е многу драгоцена за здравата исхрана, треба да ја имаме по подостапни цени на нашите трпези. За жал, овдека повторно гледаме разлика во цена во самото излагање на сопственикот.
Тоа беше последниот прилог за денешнава емисија. Се обидовме да дадеме една разновидност од македонскиот аграр кој што го имаме, повторно со потенцијал и да докажеме дека македонското подневје е идеално за производство на храна, на се што може и од овоше и зеленчук, да не ги набројуваме сите намирници производи кои што можеме да ги имаме, а не да плаќаме големи суми, големи износи, цени за производи кои што се увезуваат. Сепак домашното овде е највкусно и знаеме од каде потекнува и со каква здравствена исправност е. Веруваме дека го задржавме вашето внимание, за што ви благодариме. Останете со здравие, се гледаме само за 7 дена со нови прилози. Довидување.